Добро вечер со нова емисија на Код. Овој пат истражуваме како работело Бирото за метрологија. Не метеорологија, како што еден негов директор сгреши и мислеше дека е на погрешно место. Останете со нас. Бирото за метрологија е надлежно за верификација на мерила, ваги, броила, пумпи. Од неговото постоење до денеска не е извршена ревизија на оваа државна институција. Во следните минути, еве што откриваме. Повеќе години во Бирото за метрологија имало појава документи за верификација на мерни инструменти на приватни фирми кои не биле заведувани во архивата на Бирото. Оваа информација за Код ја потврди и актуелниот директор на Бирото, Седат Рушани. Тој тврди дека имало случаи кога во фиоки се криеле предмети од страна на контролорите задолжени да ги контролираат фирмите кои се овластени да вршат баждарење на струјомери, водомери, мерачи на газ и пиштоли за бензински пумпи. Соговорниците на Код пак тврдат дека праксата за наплата без да се архивира се уште се применува во Бирото. Новиот директор на Бирото за метрологија пак тврди дека тој модус операнди е сопрен и сега сите предмети се чуваат централизирано за да не дојде до криење на документите. Со криењето, парите кои требало да ги добие државата завршуваат во туги приватни џебови и како мито. Код до овие сознанија дојде преку истражување поттикнато од кривичната пријава за компанија и за вработен во Бирото за метрологија, бидејќи погрешно бил верификуван, односно баждарен, резервоар за нафтени деривати. Код при посетата на Бирото го сними и комбето со подвижната лабораторија. Комбето сега е на паркинг, а лабораторијата од над 1 000 000 евра се користи како статична во просториите на Бирото. Еве што истраживме со Миомир Серафиновиќ. Бирото за метрологија е единствена државна институција која повеќе од 20 години се наоѓа во скопската населба Аеродром. Во ходникот во административниот дел има мерни инструменти, артефакти од минатото, кога се мерело и кога се баждареле други мерни инструменти без да има ласери или вештачка интелигенција како денеска. Првиот интерес ти беше комбето со мобилна лабораторија. Пред неколку години, кога претходната влада реши да ги провери сериозните новинарски наводи за увоз на загаден и канцероген мазут, беше набавена за повеќе од 1 000 000 евра и пуштена во акција. Ама тоа кратко траеше. И после акцијата на УРА, многу ретко се употребуваше за проверка на квалитетот и исправноста на нафтените деривати. Сега мобилната лабораторија е извадена од комбето и ставена во статичната лабораторија во Бирото. Мобилната лабораторија е извадена од комбето и ставена во подрум поради ефикасност. Од граница, складови или од бензински пумпи побрзо да се земе примерок со обично возило и да се анализира во статичката лабораторија во Скопје. Отколку комбето да оди до граница или до далечен склад, бидејќи не може да почне веднаш со анализи. Мора да помине во мирување 2 до 3 часа за да бидат прецизни испитувањата. Јавноста во Македонија го памети ова комбе со зелени бренд налепници од Бирото за метеорологија, но сега е навлез во подземниот паркинг во зградата каде се наоѓа Бирото. Има нови црвено-жолти регистрации за државни возила, за да не се злоупотребува. Тука е донесено пред неколку месеци, а претходно било чувано на паркинг на приватна бензинска пумпа. Ги нема бренд налепниците, кои биле симнати откако пазарната инспекција која оди со контролорите на Бирото сметала дека брендираното комбе ги предупредува оние што треба да бидат контролирани. Се користи при најургентни барања на пазарната инспекција. Но оваа година, од рекордните 40 испитувања, ниту еднаш не било запалено. Вообичаено на терен одат вработени во Бирото кои земаат примероци и мостри од цистерните и резервоарите. Се земаат вкупно 3 примероци. Еден пломбиран сат останува за фирмата од која се зема мострата. Втората се чува за евентуални судски постапки и супервештачење. А третата се анализира. Ние задржуваме, еден се останува кај корисникот на горивото, кај пумпата или кај складот. Од 2020 до сега, во лабораторијата се направени вкупно 116 испитувања на нафтени деривати. Најмногу се направени ова, 2025 година. Како што спомнавме, веќе имало 40. Најмалку имало 2023. И тоа само 2 испитувања на мазут. Најверојатно потребни за кривична истрага за мазутот, кога биле земени примериоци од РКМ и Рекбитола.
претходната 2022 имало 26 испитувања и тогаш беше вклучено и комбето, ама било користено само неколку пати. Тоа беше во периодот кога изби аферата за опасниот мазут. Потоа бројот на испитувања опаѓа, а расте по промената на власта и ланското во декември потпишување на договор за соработка меѓу бирото и пазарната инспекција. Планот е годишно да има 220 анализи, но остварувањето го спречи. Прво трагедијата во Кочани пошто пазарната инспекција доби други приоритетни задачи. Втората причина беше тоа што бирото за метрологија остана само со еден вработен за земање примероци од терен, бидејќи вториот е суспендиран и осомничен во истрага за изготвување на лажни документи. Случајот отворен во јануари по кривична пријава на финансиската полиција и се уште трае, а се однесува на склад на фирмата Тритерол. Фалсификувале документи дека имаат поголеми резервоари за да добијат продолжување на лиценцата за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт. Ова е причината поради која еден службеник на Бирото за метрологија, двајца директори и две фирми добија кривична пријава бидејќи во реалноста на терен постоел мал резервоар кој никогаш не бил проверен колку нафтени деривати собира. Финансиската полиција им поднесе кривични пријави за фалсификувани службени исправи и нивна употреба. Во кривичната пријава е наведено дека директорот на Тритерол Петрол во Скопје, Зоранчо Ангелов, во декември 2022 година изготвил лажни документи за наводна набавка за резервоари за нафтени деривати. Потоа, преку друга фирма, ЛТА Петрол, ги доставиле до Бирото за метрологија заради верификација. Второ пријавениот во својство на управител на четврто пријавениот правен субјект, Друштво за производство, трговија и услуги Тритерол Петрол ДОЕЛ Скопје, во декември 2022 година изготвил документи со невистинита содржина за наводна набавка на резервоари за нафтени деривати. Помогнат од трето пријавениот ги употребил во правниот сообраќај на начин што преку петто пријавениот правен субјект ЛТА Петрол Сервис ДОЕЛ Скопје ги доставиле до Биро за метрологија заради вршење на верификација. Службеникот од бирото е осумничен дека им помагал лажните документи да бидат искористени како вистински и никогаш не била потврдена фактичката состојба на терен со големината на резервоарот. Првопријавениот во својство на службено лице во Биро за метрологија изготвил табели за зафатнина на резервоари во собственост на четврто пријавениот правен субјект, во кој внесол невистинити податоци со што извршил фалсификување службена исправа која му ја ставил на располагање на второ пријавениот. Биле фалсификувани деловни книги, употребиле исправа со лажна содржина, фалсификувале службена исправа. Код веќе неколку пати пишуваше за претходните кривични пријави со кои се соочи сопственикот на оваа фирма, Љупчо Песов Ѓаволот, за кој јавна тајна е дека иако е на меѓународна потерница, тој слободно се шетаа низ Скопје и се уште добива тендери од институциите. Осумничен е дека еден од организаторите на злосторничкото здружување за даночно затајување во случајот Синџир. Но не само тој, туку и директорот Зоранчо Ангелов лани доби два кривични пријави. Едната за затајување данок, а другата дека испорачувале помалку нафта за грејење од она што го фактурирале. Ваквите нелегални бизниси ги направиле во градинките и во училиштата во Штип. Кога ќе го напишете името на Тритерол Петрол во електронската евиденција за јавни набавки, се гледа дека за 2 години оваа фирма добила 136 тендери во вкупна вредност од над 300 милиони денари, односно 5 милиони евра. Најмногу се испорачува во јавните предпријатија, училиштата, градинките, општините. Во меѓувреме, Тритерол доби уште една кривична заедно со управителите. Според истрагата, фалсификувале банкарски гаранции за да можат да конкурираат на 19 тендери во 12 јавни и државни институции. Фалсификатите ги правеле од почетокот на 2021 до крајот на ланската година, па така заработиле околу 1 милион евра. Токму пријавата за фалсификување документи за струмичкиот резервоар на Тритерол, со која е опфатен и контролор на Бирото за метрологија, беше причина за истражувањето на код за можни злоупотреби со верификација на инструменти, нафтни пумпи и резервоари кои се случувале во Бирото.
код дојде до оваа фотографија, на која се гледаат куп документи на под во бирото. Според објаснувањето кој ни беше дадено, станува збор за документи за верификација, односно баждарење на резервоари и пиштоли за точење на бензински пумпи, кои никогаш не биле заверени во архивата на бирото. Документите ги подготвува и врши верификација или самото биро, или фирми кои имаат овластувања за такво задолжение. Согласно правилниците, приватната фирма наплаќа за услуга со дозвола, односно овластување од државата. На сопственикот му изготвува документ, а ист таков документ доставува во бирото, кое треба да го архивира и да ја официализира постапката за верификација. За тоа се наплаќа. Приватната фирма задржува 70% од парите, а останатите 30% ги уплаќа на бирото, односно на државата. Но според нашите информации, вториот чекор, архивирањето и уплаќањето на парите на државна сметка не се случувало, туку документите биле чувани по фиоки или настрана наместо во архива. На тој начин парите не биле уплаќани на државна сметка и се предизвикува штета на буџетот. Извори на КОТ алармира дека праксата во слична, позавиена форма продолжила и по директорската смена. Лани во јули на местото директор на Бирото за метрологија е поставен Седат Рушани. Бил директор на комунално предпријатие и инспектор во општина Желово. Рушани потврди дека ги слушнал сите тие информации, пошто уште лани летоска барал ревизија од Државниот завод. Ревизорите ја почнале својата работа и теренската проверка треба да ја завршат до нова година. Но Рушани веднаш и ни потврди дека навистина имало случај кога контролорите на верификацијата ги држале предметите во фиока и не биле архивирани. Се надева дека Државниот ревизорски завод ќе открие колкава штета е предизвикана и колку случаи не биле архивирани. Тој ги променил правилата и сега сите предмети се кај него во канцеларија. Тој ги распределува на контролори во бирото, кои во определен рок треба да ги завршат предметите за верификација и за баждарење, и тогаш ги подпишува. Значи, одма после договорот ние почнавме односно 18 Рушани негира дека праксата на криење на предмети по фиоки продолжила во неговиот мандат, и тоа токму поради сменетиот начин на работа. Дел од случаите кои пазарната инспекција пак ги откривала заедно со Бирото за метрологија во минатото завршувале со прекршочни пријави и изречени глоби. Но и таму се појавил проблем и сомнеш. На тие фирми на кои им била пишана глоба, едноставно не ја плаќале и чекале да застари напишаната казна. Период на застарување бил 2 години. Во Министерството за економија требало да има комисија за прекршоци која во случај фирмите да не ја платат глобата за прекршоци, требало да отвори постапка за наплата или судска постапка. Тоа не се случувало. Едно време немало комисија, а подоцна кога имало, жалбите на казнетите фирми не биле разгледувани на време. На тој начин прекршителите наместо да се ја платат казната, со чекање ги застарувале и ја оштетувале државната каса. Првично е утврдено дека во подолг период до почетокот на 2024 биле застарени околу 12 милиони денари глоба. Но конечната сума треба да ја открие истрагата која е отворена во финансиската полиција. Иако потврдија поради истрагата која е во тек, КОД не доби повеќе детали ниту од финансиската полиција, ниту од пазарната инспекција. Но чепкајќи низ досието на Бирото за метрологија, КОД успеа да направи профил на една многу успешна фирма, која успехот го постигнала во експресен рок. По промената на власта, таа фирма останува со блокирана банкарска сметка. Сега е во стечај, ама има и долг кон Бирото за метрологија. При формирањето фирмата беше поврзувана со тогашниот вице-премиер Артан Груби и неговите приватни бизнис операции во државниот сектор. Документите не покажуваат никаква директна врска со избеганиот вице-премиер, а засега нема ниту официјална истрага. Името на фирмата е Ноа Контрол ДОО Скопје. Прв собственик беше Ермин Имами, кој според тогашната опозиција е вработен во фирма на братот на тогашниот вице-премиер и министер Артан Груби. Ноа Контрол е формирана септември 2021. Добива овластување и за подготовка на процес за верификација и за баждарење на инструменти, пред се пиштоли за точење деривати на пумпи. Само неколку месеци претходно,
Министерството за економија, водено од Крешник Бектеши, менува правилници со кои се овозможува фирми за верификација и технички услови како НОА, наместо 5 да имаат само 20 вработени. Дополнително, наместо еднаш годишно, баждарење на бензинските пумпи на апаратите за точење се воведува да биде на 6 месеци. Во тие услови, кои како да се направени за фирмата НОА да добие овластувања, одеднаш се дуплира работата која наместо кон бирото врви кон оваа фирма. НОА контрола на почетокот уплаќа авансно 1,5 милиони денари, а за своите услуги кои ги наплаќа на клиентите, 70% треба да задржи за себе, а остатокот од 30% треба да уплати на државниот буџет преку Бирото за метрологија. Но НОА контрол за повеќе од 2 години функционирање и наплата на такси не пратила ниту едно известување до Бирото за метрологија за извршена услуга и не уплатила ниту еден денар на државата. Кога се менува власта, фирмата експресно оди во загуба, па во стечај. Од чист профит од 90.000 евра 2023, НОА контрол наредната 2024, кога има промена на власт, ја завршува во минус. По меѓувреме, државата ја напушта екс-вице премиерот Груби, пошто е откриено дека има кривична истрага за него за друг случај. Директорот Рушани тврди дека сега се утврдува бројот на сметки и фактури кои НОА контрол не ги пријавила и останала должна кон бирото, но и кон граѓаните на Македонија. Сега и да се открие колку пари не се уплатени, поради стечајот и пропаднатата НОА, многу тешко ќе се наплатат тие долгови. Бирото со новото раководство ги сменило процедурите и сега на фирми со овластувања кои имаат долгови кон нив не им даваат нови предмети за работа. Сменете и правилникот и сега повторно периодот за баждарење на апарати за точење е 1 година наместо 6 месеци како што беше во мандатот на Груби. Долговите се сервисираат редовно, но старите остануваат, а се уште се живи и сомнежите како се трошат парите во бирото. И дали овластувањата кои ги имаат фирмите кои соработуваат со Бирото за метрологија се користат законски и според договореното. Вистината треба да ја откријат и ревизијата и отворените истраги. И во најновиот извештај на Европската комисија имаше забелешки за системот за јавни набавки, а за жал тие се повторуваат во последните години. Имаше измени на Законот за јавни набавки, но дали тоа донесе подобри практики. Сабина Факич од Центарот за граѓански комуникации зборува и за тоа кои се најголемите ризици и во која област најмногу се злоупотребени јавните набавки. И во најновиот извештај на Европската комисија нотирани се забелешки во однос на јавните набавки, на кои делови најмногу се осврнува извештајот? Оценките во делот на јавните набавки во извештајот се идентични речиси како изминатите 5 години, што секако зборува дека не сме ги испочитувале, односно дека не сме ги имплементирале препораките кои ни биле дадени во однос на намалување на корупцијата и проблемите во сферата на јавните набавки. Како клучна, да кажам, забелешка која е многу релевантна според мене е секако забелешката дека е потребна да се засили контролата во трошењето на јавните пари, односно во постапките за јавни набавки, дека е потребна поголема координација меѓу надлежните институции во тој процес, поголем број на пријавувања на случаи на злоупотреби во јавните набавки и следење на ефектите од пријавените случаи. Тоа е она што за жал на вистина не достига, особено ако имаме предвид дека вредноста на јавните набавки на годишно ниво достигнува дури до 1,5 милијарда евра. Ние како да во услови кога немаме ефикасни, да кажам, механизми за превенција на корупцијата, како да оставаме многу широк простор за злоупотреба на јавните средства на овој начин, вака како што се поставени работите. Од друга страна, имаше измени на законот, се со цел да се направи поголема контрола на јавните набавки, но дали измените ја постигнаа целта? Еве и сами гледаме дека се повторуваат забелешките. Дури измената на законот дали предизвикува нешто во пракса или праксата останува иста?
Напротив, за жал, измените кои беа направени последни на Законот за јавни набавки всушност го намалија нивото на законски возможената контрола. Имено до крајот на минатата година имаше можност за така наречена управна контрола. Управната контрола подразбираше можност на Бирото за јавни набавки пред да се склучи договорот за јавна набавка на одредена институција, дали таа избрана и незиниот тендер како резултат на големината на тендерот или како резултат на некаква проценка на ризици од страна на Бирото за јавни набавки, тогаш тие можеа да го видат целиот тој тендер, покрај тендерската документација, да видат кои фирми учествувале, дали евалуацијата на понудите била направена правилно, дали навистина е избрана фирмата која, нели, согласно тендерската документација има најдобра понуда. За жал, Бирото, предпоставувам дека отаму дојде сигналот, се одлучи да ја укине оваа управна контрола, сметајќи дека немаат кадровски капацитети за да спроведуваат таков вид на контрола, и сега со актуелниот закон, односно со направените измени на Законот за јавни набавки, имаме така наречена административна контрола. Таа подразбира дека Бирото за јавни набавки сега на поголемите тендери или по случаен избор само ја гледа тендерската документација. Значи не навлегува во понатамошните фази од постапката, а факт е дека големи злоупотреби се случуваат всушност токму откако ќе биде објавен огласот и тендерската документација која ја гледаме сите, туку во самиот процес како се спроведува тендерот, односно откако ќе се добијат понудите, гледаме дека има одредени субјективни влијанија врз, да кажеме, начинот на тоа како се избира најповолната понуда, и се разбира низ други проблеми кои сега со административната проверка не можат да се надминат. Против ваквите измени на Законот за јавни набавки бевме и ние како невладина организација, тоа критикувавме јавно, но беше и Државната комисија за спречување на корупцијата, меѓутоа и покрај ваквите ставови на релевантните, да кажам, чинители во општеството, собранието ги усвои измените и ние сега се наоѓаме навистина во една тешка ситуација како да се пронајдат нови механизми, како сега кога веќе ја немаме управната контрола, да се зголеми општо контролата во јавните набавки. И сега на овој предизвик се обидуваме да одговориме креирајќи новата стратегија за спречување на корупцијата од 2026 до 2030 година. Активно партиципираме во креирањето на стратегијата и се обидуваме да најдеме некакви механизми да се засили контролата внатре во самите институции. Се разбира и многу повеќе да се користи така наречениот систем на црвени знаменца кој Бирото за јавни набавки го има имплементирано и кој може да помогне да се детектираат и институциите кои имаат најпроблематични тендери, но и проблематичните тендери. Е сега да видиме да изградиме некаков ефикасен механизам како држава, зборувам, кои тие индиции што ќе дојдат од Бирото за јавни набавки за тоа дека потенцијално одреден тендер е коруптивен, веднаш да дојде таа информација и до Државната комисија за спречување на корупцијата и да се преземат соодветни дејствија. Бидејќи кај нас, еве, и код една од тие емисии, имаме и други истражувачки, да кажам, организации во земјата, се откриваат корумпирани тендери или тендери за кои имаме сомнеш индиции дека има во нив корупција, меѓутоа гледаме дека надлежните институции не реагираат и тоа е тоа што исто така треба да се подобри, затоа и во националната стратегија ќе се гледа да се имплементира она што од нас како држава го бара Европската унија, а тоа е како да се зголеми соработката меѓу сите овие надлежни институции, Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки, ДКСК како надлежна институција, секако Управата за финансиска полиција, МВР, незиниот одел кој е посветен на борба против корупцијата и се разбира на јавното обвинителство. Се тоа се цели, нели, но дека е потребно, апсолутно е потребно. Од друга страна, постои и систем во кој што се одбегнуваат јавните набавки и се зголемува тој процент на одлучување на фирмите и без јавна набавка да можат да купат опрема, да речеме, доколку суштествено им е потребна за да се оцени квалитетот, а не цената како услов. Колку ова исто така може да влијае на скриен потенцијал за корупција. Сепак да направиме разлика, да кажеме дека ако некој не го почитува Законот за јавни набавки и не спроведува постапка за јавна набавка и не припаѓа на групата на исклучоци, дека веќе тоа е направено, да кажам, кривично дело и доколку институциите имаат такви сознанија треба да постапуваат и таквите договори може да ги откриеш само Државниот завод за ревизија која ќе влезе веќе, нели, материјално ќе почне да гледа низ документацијата на самата институција. Инаку ние како јавност и, да кажам, вие како новинари или ние како
како невладина организација не можеме да дојдеме до таквите договори кои што се склучени не почитувајќи го Законот за јавни набавки, бидејќи за нив нема ниту оглас, ниту тендерска и секако на крајот нема ниту договор за јавна набавка и се разбира дека и тука треба да се засилуваат контролните механизми. Ја на неколку пати јавно и сум кажала дека можеби треба од поголемите институции да бараме поголема одговорност како ги применуваат исклучоците. Имавме ситуација која беше со склучувањето на договорот со Бехтеленка, имавме ситуација да речеме еве и сега последно која е актуелна и сигурно тема која сите граѓани ги интересира, тоа се камерите кои се поставуваат на улиците низ нашата држава. За жал таму не е применет ниту Законот за јавни набавки, ниту Законот за набавки од областа на безбедноста. Значи нејасно останува врз основа на кои правила и процедури е спроведена набавката. И секако сето тоа се некакви црвени аларми укажува на потреба од поголема контрола. А кои се најголемите ризици во која област набавки на стоки, на услуги или на поделба на овластување на фирми кои вршат овластување кои се доделени сепак од државата? Знаете, иако е многу неблагодарно да се каже која е таа посебна област која би била најподложна на корупција, секако дека ќе речеме дека таа може секаде да се случи, не мора да значи дека ако тендерот е мал, дека нели не е атрактивен, ако е помал ќе биде атрактивен за некоја помала институција, за раководниот орган од таа институција или за некоја помала фирма, секако како растат тендерите, така растат и апетитите, тука ќе се вклучат министри, директори на поголеми предпријатија. Во однос на областите би рекла дека сепак тоа се и меѓународни некои индиции кои постојат. Најподложни на корупција можеме да кажеме дека се здравството, градежништвото како сектор е особено подложен на корупција, секако и овие IT софтверски решенија, бидејќи тука нели ние како граѓани по јавноста сме лаици, не знаеме и тука се можни големи манипулации, бидејќи нели интелектуално дали одреден софтвер ќе чини 5000 евра или 500.000 евра, така што и секако ова што велите доделените ингеренции нели на некој да овластувања кои ги има, што велите што ги добиваат со посебни закони, па им овозможуваат да се заобиколи можноста да се примени транспарентна постапка за јавна набавка, се разбира исто така дека не е правилно, бидејќи на крајот од денот целта на тендерите и зошто е таа постапка толку прецизно регулирана, сепак секој директор, министер всушност троши туги пари низ таа постапка и оттука тој нема личен интерес, за жал да се заинтересира нели да го целиот тој процес да го спроведе на ефикасен и економичен начин. Потребно е ние граѓаните да бидеме заинтересирани повеќе за од нив да бараме да постапуваат рационално со нашите пари, и колку што јавноста е попасивизирана, незаинтересирана за тие теми, оставаме поширок простор за политичарите и би рекла за носителите на јавни функции да се однесуваат недомакински, на што за жал сведочиме со декади наназад. Благодарам многу. А сега на една глобална тема, далеко од Македонија, но битна за светската политика. Во изминатите 2 недели ескалира дипломатската војна меѓу Јапонија и Кина во врска со тајванското прашање. Јапонската премиерка изјави дека хипотетички напад на Кина врз Тајван ќе повлече и јапонска воена акција. Кина гневно реагираше, заканувајќи се дека Токио ќе плати болна цена ако ги премине линиите во врска со Тајван. Во смирувањето на тензиите се вклучи и американскиот претседател Доналд Трамп, кој побара смирување на топката. За зголемените тензии во Азиско-Пацифичкиот регион, растечката кинеска воена моќ и територијалните спорови со другите земји од регионот, Код ексклузивна анализа направи со професор Гордон Флейк, еден од водечките светски експерти за стратешките односи во Азиско-Пацифичкиот регион. Анализата ја има Срđan Стојанчев. Додека очите на речиси целата светска јавност се свртени кон Украина и можноста за постигнување мировен договор, летаат искри и во Азиско-Пацифичкиот регион. Во последниот дипломатски спор за Тајван меѓу Кина и Јапонија се вклучи и американскиот претседател Доналд Трамп да ги смирува тензиите. Замрзнатиот спор меѓу Кина и Тајван, растечкото кинеско влијание во регионот и територијалните спорови за десетици острови, островчиња, гребени, брегови и други морски површини кои се водат меѓу десетици држави во Пацификот, постојано ја држат ситуацијата напната.
Споровите најчесто се за ненаселени островчиња, па дури и карпи и испакнатини во морето, но не е проблемот во нив, туку во тоа што тој што ги контролира островчињата, контролира уште голема морска територија околу нив, како и правото на економски ексклузивни зони во кои може да се лови риба или да се вади нафта, газ или други минерали. Во територијалните спорови за низа острови и архипелази, но и за морските граници и границите на економско ексклузивните зони се вклучени Кина, Тајван, Виетнам, Филипини, Малезија, Брунеи, Јапонија, Индонезија, Камбоџа, Тајланд и Јужна Кореја. Сепак, она што предизвикува најголема безбедносна загриженост е статусот на Тајван, или како што се вика официјално Република Кина. По граѓанската војна во Кина, која следеше по крајот на Втората светска војна, во која комунистите ја презедоа власта, националистичката влада на Чанг Кај-шек се евакуира на Тајван, каде што продолжува да владее. Тајван е де факто самостојна држава, иако не е меѓународно признаена. Разликите меѓу Кина и Тајван не се етнички, затоа што во двете држави живеат кинези, туку политички, односно Тајван не го прифаќа комунистичкиот систем. Кина гледа на Тајван како на сопствена територија со која планира да се обедини, но не исклучува употреба на воена сила за да го стави островот под своја контрола. Тајван одржува добри односи со Соединетите држави и со нивните партнери од регионот, Јапонија и Јужна Кореја. Американските медиуми уште пролетоска, повикувајќи се на разузнавачки извори, објавија дека кинескиот претседател Си Џинпинг и наредил на армијата дека треба да биде спремна да изврши инвазија во Тајван во 2027-та. Американскиот секретар за одбрана Пит Хексет тогаш предупреди дека таков потфат може да има катастрофални последици за Индо-Пацифичкиот регион и за светот. Кинескиот претседател подоцна негираше дека има такви планови. Сепак, Кина нагласува дека повторното обединување со Тајван е клучна цел во визијата на Пекинг за светскиот поредок. Председателот на Тајван, Лај Чанг-те, пред неколку дена изјави дека Тајван ќе се подготви за борба во наредните 2 години поради интензивните закани од Кина. Новата јапонска премиерка Санае Такаичи пред 10 дена изјави дека хипотетички кинески напад врз Тајван може да предизвика и јапонска воена акција што ја разбранува светската јавност. Кина реагираше гневно, им препорача на своите граѓани да не патуваат во Јапонија, а кинеското министерство за одбрана соопшти дека Токио ќе плати болна цена ако ја премине границата во врска со Тајван. По телефонскиот разговор со кинескиот претседател Си Џинпинг, американскиот претседател Доналд Трамп телефонски разговарал и со јапонската премиерка и од неа побарал да ја смири топката и да не го ескалира дополнително дипломатскиот спор. Заедно со економската моќ во последните 10 години се зголеми и воената моќ на Кина што ја промени рамнотежата на силите во регионот, што предизвикува загриженост во другите држави од Индо-Пацификот, вели професор Гордон Флейк, шеф на Американско-азискиот центар на Универзитетот на Западна Австралија од Перт. Тој е еден од водечките светски експерти за стратешките односи во Азиско-Пацифичкиот регион. Најголема загриженост представува тајванското прашање. Загрижен сум дека Кина ќе почне воена операција против Тајван, иако се надевам дека нема да дојде до тоа, вели професор Флейк. And as defense spending increases, the risk of a conflict increases. As different countries have different objectives and different perceptions, because the Chinese perceive this as a conspiracy by the United States and other like-minded countries to contain China. The United States and us allies in the region view this as a reaction to Chinese both growth, but Chinese military adventurism and lack of transparency. So there are tensions. The most acute problem has been, the South China Seas for recent years. The biggest worry, of course, is Taiwan, because the Chinese leadership has not been ambiguous. They have made it very clear that they reserve the right to take Taiwan by force, to change the status quo by force. That's a big issue. Right? In the last 2 weeks, you have seen the Chinese leadership be extremely aggressive in condemning the new Japanese Prime Minister, saying, if you support Taiwan in the event of a contingency, we will attack Japan. So there's not a lot of ambiguity there, right? Xi Jinping has been very clear, telling his own military that they need to be capable of and prepared to take Taiwan military by force by the year 2027. So these are not secret statements, these are open public statements. So you can understand in that context
countries that have deep economic relations with Taiwan and South China Seas are concerned. Со професор Флейк разговаравме за време на Белградската безбедносна конференција пред 2 недели. На нашето прашање како ќе реагираат Соединетите држави и западните земји во хипотетичко сценарио во кое Кина и Тајван ќе се согласат за мирна реунификација, тој вели дека тоа е најдоброто можно сценарио кое сите го посакуваат повеќе од половина век. Сепак такво сценарио во моментов му се чини далечно. Тој вели дека обединувањето на Хонг Конг со Кина по принципот една земја, два системи требаше да биде модел и за обединувањето со Тајван. Сепак, задушувањето на демократијата во Хонг Конг од страна на кинеските власти ги обесхрабрува жителите на Тајван да се обединат со Кина. По повеќе од 150 години британско владење, Хонг Конг се врати пред кинеска контрола во 1997-та. Според договорот, Хонг Конг е посебна административна единица во Кина со посебна извршна, законодавна и судска власт од централната власт во Пекинг. Сепак, по протестите од 2019-та, Кина донесе закон за национална безбедност, кој според многумина критичари ја ограничува слободата во Хонг Конг. And in Taiwan, what you have is 25 million economically diverse, vibrant, democratic Chinese who increasingly do not want to be part of a China ruled by the Communist Party under Xi Jinping. Right? And so the more aggressive China has been domestically, in terms of reasserting the role of the party and Xi Jinping as a Mao Zedong-like leader, unprecedented, and the more they crack down in places like Xinjiang or Hong Kong or in other parts of China, the less the people of Taiwan, who are very international, want to be part of them. And the more that pushes Taiwan away, the more frightened China becomes that they will lose Taiwan. And so the tensions increase. So you can understand the dynamic. So I personally, most Taiwanese and most Chinese would love to have a peaceful unification. But unfortunately, the change in the way China exercises its power make that less likely in 2025 than it was in 2015 or in 1950, right? Она што предизвикува најголема загриженост кај земјите од регионот поради растечката кинеска воена моќ се територијалните спорови во Јужното Кинеско море меѓу државите кои го опкружуваат: Кина, Тајван, Филипини и Виетнам, и во Источното Кинеско море меѓу Кина, Тајван, Јапонија и Јужна Кореја. Од една страна, соседните држави се економски многу зависни од односите со Кина, но од друга се плашат дека Пекинг ќе сака да ги реши споровите со сила. And they have been using their force to put pressure on fishermen, but also the coast guards and the navies of the countries in Southeast Asia. And then further afield, you have had military disputes between China and in India along that border, not just China and India, but also Bhutan, etc. And China has greater capacity to project itself into the Indian Ocean. Recently, in the last several years, there has been Chinese naval ships circumnavigating Australia. So one way or the other, it's not an immediate threat, but the countries in the region are concerned not just by the growth of China economically, which they support, but by the growth of China's military capability, which is not overly cooperative, and it is not as transparent. And unfortunately, it has been asserting claims which are destabilizing to the region. Американскиот председател Барак Обама уште во 2009 година најави значителна промена на американската надворешна политика, наместо да се фокусира на Европа и на Блискиот Исток, да се сврти кон Источна и Југоисточна Азија. Сепак тоа свртување кон Азија не се случи во планираната мера. Unfortunately, there are ongoing conflicts in the Middle East which continue to drain American attention, treasure, blood, toil. And then obviously with recent developments in Ukraine, that continues to demand American resources and time. More recently, you're seeing the Trump administration focus much more in South and Central America and putting resources there. So all that to say, as an Asian specialist myself, I don't think that we have really seen the actual accomplishment of a rebalance towards Asia in the same way we have, which is partly why relations with Japan and Australia and Korea are so important, because increasingly, because China is so much more powerful than it used to be, the US cannot do it alone. The US needs help. And that answers your question too. I, from an Australian perspective, welcome
European involvement in the Indo-Pacific. Индо-Пацификот е регион кој се очекува да биде централно место на соперништво меѓу Кина и Соединетите држави во 21. век. Соединетите држави ја засилуваат својата улога во регионот преку иницијативи како АУКУС, безбедносно партнерство со Обединетото кралство и Австралија, или квадрилатералниот безбедносен диалог КВАД со Австралија, Индија и Јапонија. Ете од Бирото за метрологија овде во Скопје, па се до Тајван, Кина и Јапонија. Ова беше се во вечерашните содржини на Кота. Ние се гледаме идната недела во исто време. Имајте убава вечер.